Четврток и уште едно издание од Скопје ми е дома, токму за скопски локални теми. Ке поразговараме со мојот вечерашен гостин. Станува збор за директорот на јавното предпријатие Паркинзи на општина Центар, господин Душко Коцевски. Ке поразговараме малку повеќе за културата за свесно или несовесно или несовесно паркирање во општина Центар, за недостигот од места за паркинг и жалбите, постојаните жалби од жителите на Центар, за казнивата политика, за ценовната политика на паркингот токму во општина Центар и се она поврзано со јавното предпријатие Паркинзи на општина Центар. Ќе отвориме малку повеќе теми и содржини, ќе споделиме содржини кои што верувам дека ќе не засегаат сите и ќе бидат од корис и од значење токму за жителите како на општина Центар, па така и за сите нам кои што се движиме натаму, паркираме натаму. Јас нема да должам повеќе во најавата, господине Коцевски, ви благодарам што прифативте да бидете дел од Скопје ми е дома. Ете конкретно да проговориме за предпријатието кое што на чие чело сте вие самиот. Викторија, ви благодарам за поканата. Ќе отвориме, како што кажав јас во најавата, повеќе теми, меѓутоа она кое што ни е во фокусот е токму паркингот, нели, во општина Центар, Паркинзи на општина Центар. Јас би сакала да започнеме со сообраќајната свест за совесно и несовесно паркирање токму во општината, во која што чинам дека малку повеќе се жалат таму жителите за паркингот. Што се случува во Центар? Видете, сообраќајната свест или сообраќајната култура е проблем кој што не се јавува само во центарот на градот, се јавува насекаде. Се работи, нели, постојано на незиното подобрување. Сметам дека треба да се работи повеќе во оние образовни процеси и во едукативност и кампањи за подигнување на свеста, а од друга страна секако тука е сообраќајната полиција, тука се јавните предпријатија кои што соработуваат со неа во однос на да речеме непропуснато паркирање и отстранување на возилата со специјално возила пајак или пак за другите видови на паркирање кое што да речеме не е регулирано и истото се санкционира од страна на предпријатието, но да е сообраќајот општо како проблем и сите тие поврзани работи со него, како сообраќајната култура и како паркирањето представуваат еден проблем кој што не само предпријатието, него сите чинители, сите институции во градот Скопје и на централна власт треба заедно да координирано се бориме како би го намалиле на што помало ниво. Покрај состојбите, моментните состојби во ПУЦ, ќе проговориме и за новите состојби со кои што се соочува предпријатието. Имено имате ново депо од 17 март, чинам, годинава, локациски. Што тоа значи? Каде конкретно сега се наоѓате? Точно така. Започнавме со работа со новото депо на пајак службата од 17 март. Се наоѓа на локација која што не е многу подалеку од локацијата на претходното депо, исто се наоѓа под железничката пруга, но овој пат до мостот Беласица. Значи таа локација пак во иста линија помеѓу Центар и аеродром, но сега имаме депо кое што е поопширно, поголемо, во кое што има соодветни инвестиции од аспект на услови за вработените, за странките, а и секако безбедносен аспект во однос на видеонадзор, во однос на алармни системи за безбедност на возилата кои што престојуваат таму. Депото работи 24/7 во текот на целата година, така што сметам дека оваа инвестиција, ова преселување, значи еден значаен чекор, представува значаен чекор за работењето на пајак службата, која што ќе не обезбеди неколку години напред да ефикасно и оперативно функционираме подобро. И сега кога говориме за ново депо, покрај оние возила кои што се непрописно нели паркирани, ќе го споменеме тука и проблемот со хаварисаните возила и целата процедура околу хаварисаните возила во Центар. Како оди целата процедура на отстранување на ваквите возила? Ние почнавме со една посериозна акција веќе во септември-октомври, ако не се лажам, во соработка со Инспекторатот на општина Центар и во соработка со Министерството за внатрешни
работи. Процедурата одеше, првично се мапираат тие хаварисани возила кои што се на територијата на општина Центар. Понатаму се пристапува кон лепење на лепници на кои што на јасен начин се окажува според кои законски акти тие возила хаварисани треба да бидат отстранети од страна на собствениците, за потоа одреден период да истите или евентуално бидат санкционирани собствениците или бидат однесени возилата во депото на ПАЕК службата, каде што понатаму според последните законски измени може да ги преземе колективен постапувач со официјален записник со МВР и со предпријатието и со инспекторатот и да се однесат во така наречена компанија рециклатор со лиценца, колективен постапувач кој што понатаму ќе ги процесуира дали како старо железо и слично. Од друга страна, ние тоа е една да речеме мерка која што треба да ги натера собствениците да не ги оставаат возилата, од друга страна нудиме и опција собствениците сами да се пријават, да се јават за возилата, ние бесплатно со возило ПАЕК да ги однесеме до таква фирма. Се случува ли тоа конкретно? Износот, да, се случува и тоа, значи добро е што многу од собствениците се вклучија во таа акција, значи за бесплатно однесување до фирма рециклатор каде што финансиите целосно одат на трансакцијската сметка на собственикот. Да, тоа треба да го напоминеме. Значи таа е каде подобра варијанта од оваа првата. Така што по тие мерки ние можеме да кажеме дека речиси 100 возила во изминативе неколку месеци од тогаш до сега, значи нешто околу пола година, некој месец плюс, беа отстранети од територијата на општина Центар. Секако постојат уште. Сметаме дека тие се сега помалце. Одговорни ли се граѓаните конкретно за хаварисаните возила? Па видете, со тоа што добар дел се приклучи на акцијата, за тие нив можам да кажам дека се одговорни. Но постои собственици на возила кои што едноставно не сакаат да ги отстранат возилата, барем да ги отстранат на нивен приватен имот, можеби надвор од територијата на општината. И најчесто се повикуваат на некоја емотивна поврзаност со возилото, тоа се постари возила и слично, но и според мене и тоа не е оправдание, бидејќи ако има емотивна поврзаност, тие нема бидат во таква состојба. Значи често пати гледаме возила кои што се со испокршени стакла, со испокршени врати, делови кои што представуваат опасност по безбедноста, може деца да дојдат да се повредат, да играат или едноставно го наградуваат просторот, а да не речам уште па кога заземаат паркинг место кое што навистина не е потребно во центарот на градот. Така. Секојдневно во дневните информации ќе прочитаме, ќе слушнеме дека јавното предпријатие Паркинзи на општина Центар во соработка со сообраќајната полиција со помош на службените возила ПАЕК отстраниле толку и толку непрописни возила, непрописно паркирани возила, кои што за жал чиј број за жал се повеќе расте на непрописно паркирани возила во Центар. Сега моето прашање е колку од друга страна граѓаните се охрабруваат да пријават непрописни возила во Центар? Чинам последно имаше случка каде што посетители на одредено кафуле или како и да беше во Центар се случи чином во Дебар мало на Боемска, каде што пријавија самите граѓани па дојдоа тука да ајде од ваша страна. Видете, тој дел во однос на пријавувањето, бидејќи јурисдикцијата, надлежноста за регулирање на тоа непрописно паркирање, за отстранување на непрописно паркираните возила од коловозите, од велосипедските пратики, од тротоарите, од пешачките премини и така натаму, е надлежност на сообраќајната полиција и пријавувањето оди преку бројот на МВР 192. Така што јас немам некои статистички податоци, нели, колку на дневно ниво се повикуваат, но имам некои податоци во однос, нели, колку се повикани, а се процесуирани преку ПОЦ, можеби некаде од 5 до 10 на дневно ниво се движат тие пријави, просечно 5 до 10, секако има пријави за надвор од територијата на општина Центар, кој што ги процесуира другото јавно предпријатие, кое што е на градско ниво, односно градски паркинг. Да, околу таа случка, како би искоментирал, нели беше популарна тие денови, се работеше за еден немил настан, каде што жители имаа викнато возило, нели, понатаму имаше истрага од страна
на самата полиција, мислам дека издаде дисциплински мерки, бидејќи полицајецот од негови колеги, да речеме од МВР, од друга управа, најпрво му било речено дека се работи за службено возило, потоа проверил, нели на самото видео се гледа некое двумење, при што на крај он одобрува и нашите немаат двумење, веднаш рипаат од камионот и го подигнуваат возилото, со што истото однесено во депото на ПАјАК службата и е платен надоместокот во нашиот дел, а секако и во делот за полиција мадната кназна. Локацијски го преселивте депото, меѓутоа што се случува со ценовната политика, како се движат сега цените за паркинг конкретно во центар, а потоа ќе ве прашам за казнивост. Цените за сега остануваат исти, остануваат и за работењето на ПАјАК службата. Значи последен пат тие беа променети пред 2,5 години, нешто над 2,5 години. И остануваме на ставот да за сега не ги променуваме цените и покрај трошоците кои што секојдневно растат, значи трошоците од работењето, а во однос на ценовната политика за зонското паркирање, за цените на паркинг картите, исто така од тогаш не се направени некои посериозни промени во однос на ценовникот. Правиме анализа секогаш на нашите расходи, на она што значи трошоци за вработени, трошоци за одржување на сите тие системи, материјални трошоци, инвестиции и така натаму. Но за сега, барем можам да кажем со сигурност, оваа година не би ги зголемиле цените во однос на жителите, во однос на возачите, па и во однос на ПАјАК службата, а секако гледаме да се пронајдеме во рамки на тие цени и да дадеме услуга која што највеќе може да излечеме за секој платен денар, односно да дадеме најголем квалитет во нудењето на нашите услуги. Колку казнивост ги дава своите резултати, можеби да... Па очигледно дека има влијание, или секогаш кога комуницираме и со жителите на малските средби, секогаш кажуваат треба казнивост, очигледно дека тоа е некоја мерка. Нас како стратешка цел или сама по себе не ни е нели казнивост, статистика за казнивост и слично, но сепак дека тоа е факт е дека тоа е одредена неопходна алатка која што предпријатието или полицијата во однос на ПАјАКот ја има, а се со цел да се воспостави некаков ред или да се намали нередот и секако да се добие фер услуга, фер пристап кон услугите на сите возачи, неферски е, нели, ако сега збориме во однос на дневните паркинг карти кои што се поставуваат доколку некој не платил, значи неферски е, нели, едни да постојано плаќаат и прописно се паркираат, додека една мала група на возачи постојано да се паркира непрописно или нерегулирано, односно да не ги плаќа услугите за паркирање. Така што пак е повторам. Не е тоа примарно да казнуваме, но е неопходна алатка со цел да се воспостави фер услуга и ред во паркирањето. Познато е дека во центар имаме недостиг на паркинг места за паркирање. Има ли конкретно критични, специфични локации за кои што најчесто пријавуваат граѓаните дека не може да се паркираат, дека има непрописно паркирани возила, дека? Па би рекол дека речиси сите делови на центар се заживи, се раздвижени и поради тоа има и посилен сообраќаен притисок, односно притисок и во однос на паркирањето. Доколку би морал да издвојам некои критични места, тоа се најчесто каде што има повеќе институции, повеќе локали, дали се тоа кафе, барови, ресторани и слично, кај што има повеќе фирми и како такви можеби дебар мало е така покритичен, пошто јавниот простор за паркирање улиците се потесни и има помалце место за паркирање на јавните површини. Понатаму околу плоштад, градски зид, околу клиничкиот центар, бидејќи нели таму има гужви кои се од пациенти, од луѓе кои што се насочени натака да одат да завршат работа. И генерално мојот впечаток, мислам тоа е факт, е дека тоа се работи најчесто во преку ден, односно таа некоја прва смена, а веќе во втората смена повеќето локации низ центар се растеретени во однос на паркирањето, освен оние локации каде што можеби навечер привлекуваат поголем број на луѓе.
Гостите се жалат често пати дека нема каде да паркираат оние кои ви доаѓаат во центар, меѓутоа од друга страна моето прашање е колку ги почитуваат резидентните зони за паркирање оние граѓани жители на центар? Резидентните зони за паркирање се речиси 2/3 од нашето зонско паркирање. Тоа е направено се со цел да се помогне на жителите, ние таму немаме наплата и тоа се однесува на жителите кои што се во тој сектор и секако постои опцијата за најава на гости, односно гостински саати кои што жителите ги користат доколку дојде некој нивен гостин за да може да биде паркиран во тој сектор без при тоа да биде санкциониран. Мислам дека со текот на годините, можеби на почетокот беше збунувачки, но со текот на годините голем број на возачи се навикнаа во однос на резидентните паркиралишта, се трудиме и ние тоа да биде јасно обележено. Илјадници табли имаме ставено и се уште ставаме табли онаму каде што ќе не идеме на сугестии или на критика дека фалат повеќе. Таблите за резидентни се недвосмислени, а таблите за комерцијални се исто јасни, каде што има баш и наведени брои и останати информации, каде што можат да си уплатат со СМС или преку апликација за паркинг саати, така што мислам дека е подобрено таму. Тоа го гледаме и на терен, кога правиме обиколки, кога правиме контрола на резидентите паркиралишта, често пати гледаме дека има празни паркинг места по неколку, но секако ќе лажам ако кажам дека ние буквално секое возило ќе успееме или успеваме да го фатиме, односно да се обзорираме што се паркирало во одредени 15 минути или саат седно, но мислам дека службите и нашата покриеност на терен, особено во тие критични места кои што ги напоменавме, се на повисоко ниво и тоа го покажува статистиката каде што имаме значителен пораст за последниве 2-3 години, некаде над 30-40% пораст во однос на издадени дневни паркинг карти и во однос на други видови на санкционирање. А колку катни гаражи има сега во центар? Ги задоволуваат ли тие потребите? Катни гаражи има повеќе во центар, можеби повеќето се фокусирани некаде во најцентралното јадро. Ние како ПОЦ имаме само една, тоа е онаа кај Судска палата, кај што се наоѓа и дирекцијата. Тука имаат и другото, градски паркинг има 2, повеќе мислам дека има 3 во центар и има и неколку и приватни. Пак ќе кажам, навечер се полупразни, односно некои се и празни, можеби во прва смена денски да бидат исполнети или доста исполнети, можеби не целосно, така што тој притисок на одредени локации доволно го покриваат катните гаражи, на одредени локации, на микролокации, можеби фалат инвестиции уште во такви катни гаражи. Има ли идни стратешки планови, можеби за нови локацијски места за паркинг во општина Центар и како финансиски функционира ПОЦ? Предпоставувам се тоа оди преку општина, ајде тоа ќе го чуеме од вас. Па да, видете, ние како предпријатие, секако со одлуки на општината, на советот, над 14.000 договори имаме со повластени цени, односно жителите, тие што се со лична карта жители, праќаат само надомест за продолжување на договорот 100 денари, или ако е прв договорот, тоа е 350 денари, надомест во кои се вклучени и таксите и ДДВ и останатите трошоци. Така што низ годините секако дека во однос на инфраструктурните проекти, на приходите кои што се посериозни за општината визави ПОЦ, општината инвестира во поголеми инфраструктурни проекти како школи, како градинки, како катни гаражи и слично. За сега сме во една почетна фаза на истражување, на анализи, на оние почетни документации за катна гаража, ама збориме од поголем тип, поголем објект во Буњаковец, каде што би била сигурно дали околу 400 места, тоа доправа ќе видиме со проектот. И она што може да го најавам, и градоначалникот што Горан Грасимовски го најави, е дека ќе има сериозна бројка од над 300 паркинг места во подземната гаража, каде што ќе се наоѓа под новата општинска зграда на истата локација во Дебар Мало, со што сериозно ќе се растерети тој дел од општината со зголемување на таквиот капацитет.
Така, низа настани и проекти го одбележа предпријатието и изминатиот период. И јас во мојот концепт издвоив како нешто најсвежо се вклучивте во Генералка Викенд 2025 во националната екоакција. Како се вклучи ПОЦ во Генералка Викенд? Првиот пат беше минатата година, продолжуваме. Како што ќе трае традиционално тој настан, ние секако остануваме. Наши вработени волонтерски се вклучува во беше договорено да се опфати делот околу ПОЦ, околу МРТВ, околу МКЦ, да кажеме, тој некој кварт, да го наречем. Така што нашите колеги се вклучивме сите заедно и собравме неколку кеси отпадоци кои што беа во близина, но пораката е секако дека не е само да се собере, него да се испрати порака за грижа за животната средина, за грижа за нашата околина и зголемување на таа Всушност говориме за различни сектори во предпријатието. Еве конкретно обновување на сигнализација на повеќе улици се извршија. Тоа се различни сектори заедно? Тоа се различни сектори, значи ние од пред 2 години веќе ги имаме нели оној дел за јавна чистота кој што беше преземен, односно префрлен од општината во ЈППОЦ, но тоа е нели континуирана работа на тој сектор. Службата за бележење е различен дел, различно одделение. Меѓутоа под предпријатието, така? Под предпријатието кое што действува по налог и по тарифник од страна на општината. Значи општината има надлежноста, а ние действуваме по нивен налог и договор и тарифник изгласани на совет, каде што наша екипа на чело со сообраќајен инженер, значи со соодветна лиценца, постапуваме на бележење на хоризонтална сигнализација и поставување на вертикална сигнализација. Колку сте достапни до граѓаните, конкретно да можат да ве побараат, да ве контактираат за конкретно некој проблем во општината, поврзан дали со паркингот, со сигнализацијата, вршевте и експертиза на монтажни гаражи во Капиште, чинам? Постојано сме достапни и јас како директор и предпријатието, односно службите на предпријатието и на социјалните медиуми, на Facebook, на Instagram. Имаме број и на Viber 076-350-767 кој што се однесува за јавната чистота и за хаврисаните возила. Секојдневно колегата им враќа на пријави каде што треба да се постапува со соодветни слики, често пати му праќаат за да не се промашени или локацијата, враќаме назад кога е исчистено или нешто поправено, секако и на мејлот на info@pods.mk, така што тоа е дел од нашата работа да ние со нашите сограѓани, жители од центар, бидеме во постојана комуникација и проблемите кои што на секојдневно ниво се јавуваат да се трудиме да ги разрешиме што поскоро. Комуналните служби на предпријатието исто се вклучуваат во собирањето на отпад. Ги поделивте ли надлежностите со град Скопје? Видете, нашите надлежности се многу јасни, но ни представува проблем кога има забуни во однос на надлежностите со другите предпријатија или со другите служби. Значи, надлежностите се на оние улици кои што центар ги има земено под надлежност. Значи, тоа се улици кои што се стрикно под надлежност на општина Центар и тие улици ние сме задолжени за метење, за малите кантички кои што се поставени, туку се поставени од наша страна и секако за одредени паркови кои што се исто под юрисдикција на општина Центар за нивно косење, чистење на отпадоци и слично. Мислам дека конфузијата често пати се случува кога се гледаат полни контейнери и ѓубре околу контейнерите, кое што настанува на резултат доколку ненавремено се чистат, граѓаните од што немаат каде ги оставаат покрај контейнерите и често пати за тоа добиваме сугестии или критики на социјалните медиуми, но јас уште еднаш ќе кажам дека мора да има јасна дистинкција, не дека ние бегаме нели од работа, но не сме ниту финансирани, ниту ги имаме оние камиони што се специјализирани за подигнување на контейнерите, ниту целата таа логистика за ние тоа да го правиме. Сме го правиле, да речеме, адхок, доколку е стварно
можеме да улетаме, да постигнеме тоа, но пред се да се прати порака дека треба навремено листите да се чистат, односно секое претпријатие, секоја служба е доволно само да си ја работи својот дел на работата ефективно и мислам дека градот ќе биде во добра ситуација, особено центарот. Се случи една крводарителска акција исто така во која што бевте вклучени како јавно претпријатие ПУЦ, меѓутоа и одбележавте 18 години постоење или роден ден. Колку му е потребно на центар едно вакво претпријатие? Прво би кажал за крводарителската акција, значи започна првиот пат во комуникација со директорите, со докторите од трансфузиологија, од клиниката за трансфузиологија, е прилика за поздрав до нив, каде што се договоривме дека за роденденот на ПОЦ ќе почнеме една крводарителска акција, која што понатаму ќе прерасне во традиција и еве прерасна во традиција од пред 3 години до сега. Ние секоја година ја одржуваме тука некаде околу денот на роденденот на претпријатието и каде што наши колеги се вклучуваат и се надевам дека и понатаму дека тоа ќе остане традиција на ПОЦ да се вклучува во крводарителски, но и во други видови на акции кои што значат хуманост и човечност кон другите. Колку му е потребно вакво претпријатие на општината? Па, видете, мислам дека и покрај различните критики кои што ги добиваме, дали се од жителите, дали се од оние возачи кои што се санкционирани, може би да не постоиме неколку дена ќе биде поприметливо колку му треба претпријатието. Далеко од тоа дека ние сами можеме да расчистиме цел сообраќаен неред или цел проблем со паркирањето, особено со лимитирани средства и капацитети, но трудот од колегите, поготово од колегите на терен, но секако и администрацијата, е навистина висок и професионален и сметам дека вакво претпријатие навистина му треба на општината, особено сега и во делот на хигиената, и во делот на бележењето, секако и природно делот со паркирањето, каде што со нашето постапување се намалува нередот и се има поголемо регулирање на паркирањето, на хигиената и така натаму. Со сите овие делови како целина еве и за чистотата, еве и за паркингот, за сите активности кои што ги извршува ПУЦ, доследна ли е сликата на центар за центар на еден главен град денес? Тоа мислам дека претпријатието во својот дел и општина центар се труди максимално. Ние имаме и координација со градоначалникот, со тимот на градоначалникот на секојдневна основа, каде што тимски се работи за подобрување на условите од сите аспекти, значи поготово се од аспектите кои што ПОЦ е вклучен, така што секогаш работиме, секогаш може подобро, тоа го кажува и градоначалникот, јас го кажувам, секогаш може подобро, се трудиме да биде подобро и да извлечеме максимум од ситуациите и од околностите, можностите кои што ги имаме на располагање. Господин Коцевски, колку вам Скопје ви е дома? Како го чувствувате главниот град? Скопје дефинитивно ми е дома. Јас уште во студентските денови честопати патував како член на меѓународни студентски организации, дури имав и желба да продолжам кариерата или да започнам поточно кариерата некаде во странство, но секогаш после неколку дена некако ви фали Скопје, ви фалат луѓето, ви фалат локациите, ви фали дома, така што Скопје е дома, но Скопје не е само место за живење. Скопје е тоа некое чувство што го имате тука, некој градски ритам што го доживувате со тек на време, што го впивате во со тек на време. Не може, претпоставам, да го доживеете на неколку дена ако сте турист или ако сте на кратко. Тука тоа се луѓето, пријателствата, средбите, искачањата, кошарката во мало и така натаму. Претпоставам и тие спомени ве врзуваат со Скопје како ваш дом. Каква е сликата за Скопје во вашето детство, во малку поназад низ годините? Сите имаме носталгија, претпоставувам, за детството. Тогаш не сме го знаеле можеби целото Скопје, не сме шетале на многу релкации, но
неговата душа секогаш мислам дека тогаш била поголема, односно сме го доживувале како некој голем град во кој што ние како деца растеме, функционираме и ако нели повеќе се фокусирате тогаш како дете сте малски определен, но сликата за Скопје е како еден град со прекрасен дух, слика која што и во самото свое работење си ја носам и затоа се трудам што повеќе во работењето да дадам придонес во редот и во развитокот на градот. Што денес му недостига на главниот град, освен повеќе паркинг места? Освен повеќе паркинг места и сообраќајна култура, значи сите оние работи што се поврзани со сообраќајот, можеби му недостига повеќе културни настани, повеќе подобар ноќен живот, значи ноќниот живот, особено во последните година, 2-3 е далеко од тоа што бил кога сме не дека јас нели престар, ама и со последните случувања и секако и со последните случувања за жал. А и во однос на културните понуди му недостасуваат настани, му недостасуваат повеќе фестивали, едноставно склоп на повеќе туристи можеби? Колку сме атрактивни за туристите денес? Еве, конкретно. Па немам некои да ви кажам статистички податоци, гледам дека така кога ќе се прошетам низ центарот доаѓаат туристи, ама и овие работи како културна понуда и ноќен живот секако дека привлекуваат туристи, што од друга страна подобро и за економијата. Оптимист ли сте дека сликата ќе се подобри, па ќе видиме малку рама до рама со поголемите метрополи? Секогаш сум оптимист, не мора да сме во се рамо до рамо со поголемите метрополи. Поголемите метрополи си имаат и своји проблеми. Имате метрополи кои што имаат многу поголеми проблеми со сообраќајот, или пак метрополи кои што имаат многу поголеми проблеми со хигиената и така натаму, така што сметам дека на наш скопски начин доволно да функционираме како што знаеме да функционираме, како што сметам дека имаме капацитет да функционираме и дека оптимистам дека ќе биде се поубаво и поубаво место за живење. Ќе ве прашам и за вашите следни амбиции, еве, после директорската позиција, директорската функција, каде се гледате следно? Па за сега јас сум таков човек што не размислува однапред стратешки, да речеме, каде се гледам за неколку години. Значи бев дел и од приватниот сектор, сум бил на менаџерска позиција и во приватниот сектор. Каде е попредизвикувачки да се делува? Мислам дека и двете си имаат и позитивности и негативности, но секако и јавниот сектор е можеби попредизвикувачки, бидејќи комуникацијата, јавувањата, проблемите кои што се јавуваат на секојдневно ниво, особено во достапноста, па да си дел од народот, од своите служители. Да, ние често пати имаме и средби со граѓани во 6 часот, во 7 навечер и така натаму, малски средби. Значи, можеби од тој аспект попредизвикувачка во работењето, можеби стресот е малку поголем, но чувството дека нешто јавно работите, нешто за јавен придонес, за подобрување во општеството, по друга страна исто дава некако тоа убаво чувство. Има ли главниот град плодно поле за приватниот сектор? Еве сте биле дел од него? Па видете, од цела Македонија, ако главниот град нема поле за приватниот сектор, мислам дека треба тогаш уште многу да работиме. Секако има поле од повеќе аспекти, особено гледаме дека од оние услужни дејности, дека градот има повеќе типови на фирми од финансиски сектор, од осигурителен сектор, од угостителство и така натаму, така што да, сметам дека има потенцијал, има уште поголем потенцијал за напредок од тој аспект. Заокружувајќи го овој разговор, ќе ги напоменеме следните планови, проекти, можеби новини кои што ќе ги воведете како прв човек на јавното предпријатие ПОЦ и со тоа полека ќе ја заокружуваме емисијата. Па за оваа година имаме поголем број на инвестиции во однос на лани. Во тек е активна постапка за ново специјално возило пајак, со што би се зголемил капацитетот на подигнување на возила во текот на еден ден. Понатаму се планира нова канцеларија за грижата за корисници, која што ќе биде попросторна од сегашната и која што ќе биде пооперативна за нашите вработени и естетски, нова, подобро уредена
и со софтверски систем за чекање на ред, со наши статистички податоци во однос на обслужени странки. Понатаму се планира автоматското плаќање на затворените паркиралишта, инвестирање во мониторинг центар кој што ќе работи 24/7 за видеонадзорот и за одредени проблеми кои што може да се јават, дали со автоматското паркирање, автоматската наплата и слично. И работиме и на тоа да склопиме концепт за собствен контакт центар, бидејќи за сега е аутсорсинг тој дел. Сакаме да адаптираме наш контакт центар кој што ќе работи, наши вработени директно ќе комуницираат со странките. Тоа се некои поголеми, секако има и други инвестиции кои што се планираат во текот на годината. Така, има многу возила во центар, па можеби поради тоа недостигот од паркинг места, меѓутоа општина Центар постојано дава и некои субвенции, дали за тротинети, дали за велосипеди. Колку алтернативните средства, превозни средства се користат во општината? Видете, јас сметам дека тоа е едната страна од приказната, дека не можеме да збориме само за поголем број на возила, поголем број на паркинг места, поголем број на катни гаражи, без при тоа да се работи на стимулирање на алтернативниот транспорт, подобрување на јавниот транспорт. Имаше различни видови на решенија кои што требаше да се остварат во делот на јавниот транспорт, подобрување на инфраструктурата за велосипеди, за тротинети и така натаму. Општината во последните години при секоја реконструкција каде што дозволува просторот, прави велосипедски патеки. Ленинова беше последна, каде што има и дрворед, и пешачка зона, и велосипедска патека. Тука се и тие субвенции. Сето тоа е во насока на стимулирање на алтернативните видови на транспорт, а секако дека тоа е проблем и за градот и за централната власт, бидејќи центарот или централното јадро на еден главен град не е само проблем на самата општина, туку е и на градот и на централната власт, особено ако се има предвид дека огромен број, односно над 90% од институциите, од министерства па до сите видови институции се наоѓаат на територија на општина Центар, така што мислам дека сите доколку настапат во однос на зголемување на капацитети, но и на подобрување на ова што го зборуваме, значи за инфраструктура, подобрување на јавниот транспорт, мислам дека значително ќе се подобри ситуацијата со сообраќајот и во центарот и во околните општини, бидејќи и во околните општини, ако прошетате, исто и тие веќе се соочуваат со сериозни проблеми со паркирање, со сообраќај и така натаму. И како за крај, колку граѓаните да се чувствуваат и се чувствуваат слободни да се обратат до ПОЦ за проблеми со паркирањето, со казнивоста, со цените, со сето она кое што го сочинува ПОЦ? Секогаш може да се обратат, значи доколку имаат жалби или доколку имаат сугестии, секогаш може да се обратат на социјалните медиуми, на мејлот info@poc.mk и секогаш ние сме организирали средби, например, со цели одбори, кукни одбори и слично во однос на посериозни проблеми, доколку може предпријатието да направи нешто, истите да се подобрат и да се сменат, така што тоа е дел од нашата работа и комуникацијата со жителите е секојдневна и поголем број на жители не контактираат. Така што можеби некогаш некого да пропуштиме да му вратиме, јас се извинувам за тоа, но секогаш може да дојдат во дирекцијата, така што да кажам, апел дека слободно можат да контактираат со службите. Така, господин Коцевски, ви благодарам што бевте дел од Скопје ми е дома на вистинска телевизија во нашата локална програма. Ви посакувам успех во работата на предпријатието, да останете доследни и достапни секако до граѓаните, до нашите и ваши сожители и секако да се видиме за нови теми поврзани токму со она кое што ги засега жителите и на Центар и на градот Скопје. Ви благодарам, Викторија. Мислам дека фативме повеќе теми и од работењето и од функционирањето на градот и ви посакувам и на вас успешна работа и секако поздрав до вашите гледачи. Ви благодарам.
Почитувани гледачи, ви благодарам и вам што и овој четврток и ова попладне бевте на фреквенцијата на Вистинска телевизија. Разговарам со господин Душко Коцевски, директор на јавното предпријатие Паркинзи на општина Центар. Се надевам дека успеавме да доловиме и да споделиме значајни теми и информации за центарци, сите оние кои што ќе си го посетите или допрва ќе сакате да бидете гости во Центар. Јас овде ќе ве поздравам и ќе посакам да се видиме за 7 дена од сега во истиот термин на Вистинска телевизија. Довидување.